Импресионирана од резултатите кои во последните неколку години ги постигнува Источниот плански регион и општината Кочани, министерката за локална самоуправа Шире Терлези денеска престојуваше во еднодневна посета на градот. При тоа таа се задржа на краток разговор со градоначалникот Радко Димитровски, од кого беше информирана за функционирањето на општината, како и за искористувањето на средствата за реализација на проекти. Разговаравме во врска со новите инфраструктурни проекти кои се во тек заедно со Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој и новите взаимни активности кои што треба да ги направат општините и од овој плански регион и новите можности соработка со меѓународната заедница, прибирање на ИПА фондовите и исто така сега ќе имаме конференција во врска со прибирање на средствата од Светската банка, кој е многу значајно за реализација на инфраструктурни проекти на сите општини на нашата држава. И за Источниот регион, од Министерството за локална самоуправа, ние имаме доделено на 20 милиони 300 илјади денари и тоа се 4 најзначајни проекти, изградба на плошадот за Макфест, а конкретно за општина Кочани, техничката документација, основен проект за населбата Крушка, локален пат. Потоа министерката Лезија искористи можноста да присуствува на презентацијата на проектите на Источниот плански регион за подобрување на услугите на општините финансирани од Светската банка. Ја поздравувам иницијативата на Источниот плански регион заедно со Светска банка за организирање на информативни настани во планскиот регион како поддршка на имплементација на втората фаза од проектот подобрување на општинските услуги во рамките на компонента А, општинските инвестиции, кој е во всушност во износ од 18,5 милиони евра. Исто така ја поздравувам подготвеноста на центрите за развој да одговорат на потребите на проектот во интерес на општините како потенцијални корисници на средствата и на граѓаните како корисници за поквалитетни услуги. Министерството за локална самоуправа финансиски ја поддржува работата на центрите со цел да обезбеди регионален, ефективен пристап за логистика на општините, на бизнис и на граѓанскиот сектор, како и на меѓународните организации во функција на развој на планските региони. Можноста за користење на средствата од Светската банка со многу минимална каматна стапка која е само 0,3 на 100 од Евролибор 6 месечен за изградба на значајни инфраструктурни проекти како што се водоводи, канализации, мали прочистителни станици и друго и можноста на општините значително да ги подобрат комуналните услуги кои што се на локално ниво се многу најзначајните за граѓаните. Градоначалникот Радко Димитровски по разговорот со министерката Елези. Мене ми е задоволство што како градоначалник на општина Кочани сум домаќин на министерот за локална самоуправа и на овој начин министерката покажува дека не е од оние кои што седат во канцеларија, туку се оди на терен. Разговаравме за соработката помеѓу Министерството за локална самоуправа со регионите, разговаравме посебно за активностите во Источниот плански регион и она што е посебно за општината Кочани. Министерката Шире Терлези се интересираше и за вкупните развојни состојби на општината, при што нагласи дека Министерството и во иднина ќе стои за реализацијата на нови проекти од значење за граѓаните.